Македонската индустрија фати залет, економијата се стабилизира. Премиерот Христијан Мицкоски е задоволен од статистичките показатели за економските движења во Македонија. Растот од 9,4% на индустриското производство, како и растот од 9% на преработувачката индустрија во мај, споредено со истиот месец лани, според премиерот е од големо значење. Планот на владата е да се фокусира на домашните компании за тие да бидат движечка сила за раст на економијата. Исклучително сме задоволни, бидејќи индикаторите посебно во вториот квартал почнуваат конечно да покажуваат раст. Значи, оној период на стабилизација на македонската економија сега е проследен со раст. Токму еден од причините за таквиот раст и работата на компании слични на Реплек, каде што сме денеска да го поздравиме се тоа што го прави менеджментот тука и да ги охрабриме да продолжат во таа насока. Индустријата бележи позитивни трендови кои ќе продолжат и во иднина, оценува Мицкоски. Тој очекува дека во следниот квартал ќе има уште подобри резултати. Можам слободно да заклучам дека периодот на консолидирање и стабилизација е завршен. Сега почнуваме преку овие индикатори да генерираме раст. Туризмот расте со повеќе од 20%, и расте индустриското производство, растат инвестициите и така натаму. Ценам дека вториот квартал би требало да имаме исклучително висок раст на македонската економија. Доказ дека индустријата е во пораст е отварањето на нови производствени капацитети. Фармацевската компанија Реплекс стави во функција нов погон за производство вреден над 2 милиони евра. Од компанијата велат дека се задоволни од институциите, од она што значи поддршка за пласирање на производите на компанијата на странските пазари. Ако денес ние сме присутни во 25 земји, во 2030 амбицираме тоа да бидат 40 земји. И токму затоа до крајот на годината инвестициите во Реплек ќе достигнат рекордни 10 милиони евра. Само во изминатата година растот на нашата продажба изнесува 24% и тој тренд очекуваме да продолжи во наредните 5 години. Инаку во првиот квартал од годинава целокупната економија порасна за 3,2% согласно сезонските и календарските податоци. Овој резултат ја рангираше Македонија меѓу 4 најдобри во Европа.